Грамослијата овчаро што отишол на Вели Петок црква да целиват. Чита Александар Станојков. Еден овчар си дошол од овци дома на ден Вели Петок за да си види децата и да си пригоди нешто за денот. Што имал некоја пара, си купил брашненци, за друго не му останале пари да купит. Децата му сакале да му купит кое чевли, кое вевче на глава, кое антериче, кое салтамарче, кое појавче, плачале околу него и му сакале. Од друга страна жената му, и таа му сакала шамје да и купити, друго нешто што и требало. Арно тоа му се сакало, ами пуста пара кога немал со што да му купи. Се виткал сиромајот како црв во дрво пред жената си и пред децата. Видел светото ти оеле црква да целиваат Христа, чунти до тога и сиромајот овчар, па сејќи му овци уште од детинство, не беше се сторило късмет да појди в црква на Вели Петок. И забрал дечињата по себе велејќи: ајте со мене бре деца, да ојме прво в црква, да после белчим ќе ви купам нешто што сакате. Отишол овчарот в црква и застанал пред крстот да му се пулит на Христа како е распнат. Ела бре овчарко, му викнал попот, ела целивај го Христа, да не туку стоиш со децата околу тебе да ти плачат. Море, колај бре попе за целивање, туку ако не ми кажиш кој беа тие што го распнале вака Христа да му го берат греот. Евреите бре овчарко, му рекол попо, они го распнаа вака. Ами женет беше бре попе, али не беше Христос? Не беше, не бре овчарко, му рекол попот. Море попе, евреите сакале да го мачат Христа што го распнале. Ами ли сакале да го мачат? Не требало да го распињаат на крст. Ами да беше му тектало да го женеа, да му даеше Господ 5-6 деца, како мене што ми дал Господ да дојдеше Великден, да му посакаа кој чевлиња, кој вевче, кој антериче, кој салтамарче, па да немаше пари за да му купите, да го обколеа, да му се изразплаче, како што плачат моиве од една страна, а друга жената, да му дај 99 турли и заирење за вкуќи, да нема пари како мене што велам. Да се велит, мати неисказани, ото на крсто го распнале, маката му била некој саат, 2, дури умрел и куртулисал. Ами ако немаше деца многу, како што ти кажувам, Господ да му беше на помош. Мати неисказани ќе предвидеш. Умирачката ќе ја бараш и не ќе му идеше како што ја побарав јас. Ете, о попе, женачката е голема мака, оти на крст умирање не е полош од женачката. Да кој сака, како сака, нека си речит попе. Откоја се истуши овчаро на попо, си забра дечињата да плачат и да му сакаат што му сакаат понапред, и плачејќи по него си отишле дома, а како му направи на децата после, Господ му знаете.